Во Домот за култура од Македонски Брод беше презентиран документарниот филм "Смолата, традиција и лек", чиј автор и водител е етнологот Милена Стојчевска, и каде се прикажани семејството Китановски од селото Требовље од оваа општина, кои што се едни од последните производители на нефт или терпентин, не само во Македонија и на Балканот, туку и пошироко. Терпентинот се произведува од боровата смола. Стојчевска заедно со главниот лик во овој филм Радивој Китановски го разработуваат целиот процес на изработка на нефтот, од поставувањето на земјаните лончиња на боровите, собирањето на смолата, па се до незиното варење во казан, ист како ние за варење на ракија, по што се добиваат два производи, терпентинот од една и останатата смола од друга страна. Нефтот и смолата имаат најразлична употреба во хемиската индустрија, но може истиот да се употребува и како лек. Ова била една од главните економски гранки во поречието со децении. Китановски се веќе петта генерација која што се занимава со овој занает. Смоларењето во поречкиот регион е најкарактеристично за селото Требовле. Мештаните на селото се занимавале со овој занает и исто така работеле во фабриката за терпентин и калофон, која била сместена во атарот на селото Здуње. Оваа традиција останала до ден денес. Во самиот снимен материјал го презентираме смоларењето во денешно време со семејството на Радивој и Карамфила Китановски, кои со посебно задоволство не упатија во вештините на смоларењето и ни помогнаа во реализацијата на овој проект. Овој проект е од големо значење, бидејќи со него се прикажува долговековната традиција и начинот на кој луѓето од природата изнаоѓале начини да направат лекови, како што се во овој случај е течноста наречена нефт, која се произведува од смолата и се користела како лек за најразлични болести. Еве како изгледа дел од производството на нефтот. Сега да покажеме практично како се реди на француски. Ова е карактеристичен бор или како и сите борови? Како и сите борови, се од едната страна се работи од порано од неколку години, меѓутоа сега да покажеме редослед како се средува борот за да го смолариш. Прво му се одзема дебелава кора со секира, барем едно метро, пажливо да не ја повредиш дола другата коричка. Значи не сме да се повреди, ако ја повредиш, на тоа место смола не течат. До земја мора да биде кората симната. И еве сега ова веќе го привршивме првата фаза, кората ваѓање. Вака и сега на известна висина овде ќе оделнеме за да можеме после лончето да имаме место кај да поставиме. Сега овдека ќе оделнеме. Сега го земаме секот да му направиме за шилките да ја поставиме. Под косина се ставаат исто шилките. Со чук се чука да завлезе внатре малце за да шилката се намести убаво. Шилките исто се борови, така овде? Исто борови, бидејќи смолареното е јако. Така, едната шилка наместивме, сега исто косо ја местиме другата шилка. Многу напорна работа. Па напорна и интересна. Така. Тука му се остава мал простор за да не се собира после смола да лепи, му се остава простор за да тече на плекчето и во лончето право. Сега го земаме другото тесличе кое е специјално за плекот поставување, под косина исто. Тоа е за облено малце. За облено, да, како плекот што е. И сега тесличката се подига нагоре за да влезе малце плекот и се почукнува да се стегне. Ако нема место за шајка, така го ставаме, па кој ќе понагоре шајка, али јате сега. Ова е бидејќи прво, да речам, поставување на... Да, почетно.
Така, почетно и Да. затоа нема потреба од шајка. А кога е нешто повисоко, значи тука ставате шајка Да. за да може грнчето да Да, за лончето за одржи, иначе вака овде нема потреба, бидејќи е ниско доле, ќе му ставиме коричка и ќе го притегнеме и нема проблем. Сега идеме со шилките местење. Истата процедура. Да, како и порано. Еве сега тесличката да наместиме плякчето. Така, ја ваѓаме шајката. Земаме лончето да мериме. Од кај се купувани овие од Велес, од Овие кој грнчари? снабдуваше фабриката Пролетер, што вршеше откуп за смолата. Целиот прибор за работа и лончињата Пролетер Скопје и снабдуваше преку магацините. Така, ја помислив од Поречие во некои Не, села не. што прават грнчарство. Директно фабриката и снабдуваше. Ете сега лончето ќе поставиме. Одлично, насмејаме дури. Сега канчеме и собираме во бератна канта. Ова е бератна, со ова одиме од бор на бор со ова бератна и после тураме во други канти. Сега во неа прво и собираме со лопачето. Не да ми тече горе удолу, него Така, секоја капка е вредна. да, како што Треба да се внимава. да, треба да се внимава. Го чистиш лопачето од кантата и поново се додека осеќаш дека има и го испразниш, го ставаш поново на борот лончето за друга тура. Еве сега ќе тураме во садоеве. Кајмак, смолава, Прва класа. прва класа бре. Еве сега смолата веќе е скувавне, сега починаме со друга процедура. Во оваа кадичка ја ладиме. Ставаме сито и гасење, смирување на смолата да се излади, бидејќи работи под голема температура. Не сме со гола рака дозгора да се чепка, него со дрвце од страна да се собере малце, па после со рака од оздола, пошто подкорена е смолата од оздола од ладната вода, и од оздола мора внимателно озгора да не се чепне со прст, да се стопи прстот. Мора со дрво прво да се одлепи смолата, зашто е преку све распространета, преку цела кадичка. И сега кога сме ја собрале малце со дрво, од доздола со раката може да се собира. Бидејќи оздола има кора. Не е жешко, не е опасно. Откако ќе собереме во тесто, ја ваѓаме на масичка, смолата ваѓаме на масичка и ја сечеме во мали количини, во мали топчиња. И топчињата и правиме во посебна ладна вода и ставаме за да се изладат најмалку пола сат ладење. Откако ќе се излада топчињата во ладнава вода и после може да се собира слободно во вреќа и нормално за продажба. Мора да се внимава, иако е смолата тесто извадена, внатрешниот дел многу жешка. И содржи меури со вода, врела вода внатре. Додека ја ладиме смолата, која се уште врела повише од 100 степени, 120, ќе изработиме до
до таа фаза да може слободно да работиме без опекотини. Бидејќи смолата или поточно латински колофониум стручен назив се користи од стари времења за производство на свеќи, за во црквени свеќи, обични свеќи за домаќинство. Во поновава време историја се користи за депилацијски средства покрај изработка на свеќи. Во технологијата најчесто се употребува и ден денеска за производство на пасти за лемење. Тој е познат колофониум паста. Нус производ е терпентиново масло кое се користи во медицината за алерготестови и за реуматични болки. Луѓето ја користат и од порано, од стари времења. Позната е за лек како антиреуматик. Ние како семејство сме веќе 4-5 генерација кои ја произведуваме на овој начин. Тоа е класичен начин, кој што бил во од времења, традиционално. И сме меѓу последните кои изработуваат не во Балканот, него туку и во Европа. Ова е уникатниот начин на производство на нефт или терпентин, кој за жал е еден од занетите кој се помалку го има. Да се надеваме дека наследниците на Китановски ќе ја продолжат традицијата и дека ова производство нема да исчезне.